за потребите на бивша Югославија, на тогашна Югославија, оризот значи, се произведувал во Македонија, во Кочанската котлина и ги задоволувало производството наше, македонско, негде до 70%. 30% само било од увоз, другото било од собствени производи. Со распадот на Југославија се загубија и пазарите и површините. На почетокот приносите биле помали, површините биле помали. Има податок од професор Бабамов во 1939 година. Оризот се произведувал во Југославија негде на околу 3800 хектари површина. Меѓутоа, оризот се произведувал пред изградбата на системите за наводнување покрај реките, како што е Кочанска река, во котлината на Кочани, Блатец. Како единствен институт на територијата на бивша Југославија, како научен институт кој се занимава со проблематиката на оризопроизводството. Поинтензивно, значи, и оризопроизводството во Македонија се шири после изградбата на брегалничкиот систем, значи за наводнување, бидејќи оризот како култура бара поголеми количини на вода за наводнување. Ово е запрега на институтот, тука направена слика, значи имало собствена штала за одгледување на добиток за обработка на почвите, значи немало механизација, немало трактори. Сега ова се прави со ласери и со современа механизација. Меѓутоа тогаш така се работело. Препознатлив е квалитетот на кочанскиот ориз и на пазарите, бидејќи Македонија произведува и денес повеќе од потребите за наши услови. Значи, ние сме држава во која ретко некој земјоделски производ ги задоволува потребите за македонското население, значи за наши потреби. Наше производство наменето за наши потреби.